Почитувани граѓани, на 24 март граѓаните на Република Македонија повторно ќе имаат можност да излезат на избори и да ги изберат идните локални власти. Во овој контекст би нагласил дека она што треба да ги води како и во минатото се делата, а не зборовите. Во нашиот случај мислам дека имаме многу јасна визија и многу јасно разграничување помеѓу оние кои прават дела и кои испорачуваат и кои работат секојдневно посветено на остварување на зацртаните програми и оние кои тоа не го прават и се посветуваат само на зборување и промовирање на нешто што не го сториле. Мислам дека многу добра можност е тоа да се согледа што е сторено за да се одлучи кого да поддржите. Во случајот со Струмица би нагласил дека владата на Република Македонија безрезервно има континуирано вложувано средства и континуирано вложувано напори за унапредување и за овозможување на подобар живот на сите граѓани. Би го издвоил фактот што само во изминатите 3 години над 500 милиони денари се издвоени за субвенции во земјоделието во општина Струмица. Изграден е нов магистрален пат Струмица-Радовиш, за кој владата на ВМРО-ДПМНЕ има инвестирано околу 7 милиони евра. Отворен е откупниот дистрибутивен центар Агрофруктус, една инвестиција вредна 20 милиони евра. Во здравствените установи во Струмица се вложени повеќе од 2 милиони евра. За сите установи донесена е нова опрема како што е компјутерскиот томограф, ларингоскопот, нови апарати за рентген, ушно, анестезија, нови инкубатори, нови сонди, машини за дишење и така натаму. Изградена е нова спортска сала во селото Куклиш и многу други мерки. Сакам да напоменам дека воедно исто така важно да се поддржат и луѓе кои се способни да се издвојат со својата честност, посветеност кон работата, луѓе кои се афирмирани, луѓе како што е типично Васил Пишев, човек кој сака да им помогне на луѓето, кој се труди секогаш да го одржи дадениот збор, кој се издвојува со својот морален и етички кодекс и кој секогаш непосредно сака да направи некое добро повеќе за сите оние кои се во потреба за тоа. Мислам дека многу значајно исто така покрај поддршката која ќе ја дадеме на Васил Пишев, граѓаните на Струмица да ја дадат поддршката и за листата на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, за да може на најдобар начин да бидат реализирани сите оние проекти зад кои стоиме. Вкупните програми во 70 кандидати за локалните избори имаат над 10.000 проекти, 10.112 нови проекти поточно. Во Струмица би ги издвоил позначајните: изградба на технолошко-индустријска развојна зона во Струмица, проект за привлекување на потенцијални инвеститори од диаспората и формирање на иселенички бизнис клуб, гасификација на Струмица преку вклучување на главниот гасовод Јужен поток, новиот ТИРС агроберза, односно индустријска зона која ќе содржи комплекс на откупни пунктови, преработувачки капацитети, терминал и складишта помеѓу селата Куклиш и Банско. Изградба на систем за наводнување на браната Маркова река во селото Куклиш, изградба на нови училишта во селата Водоча и Баница, реконструкција на 5 нови училишта во градот Струмица и селата Муртино, Велјуса и Куклиш, отворање на нов студентски дом со капацитет од околу 100 студенти, заживување на спортските активности преку двојно зголемување на сегашниот буџет од 11 милиони на 22 милиони денари посветени на спортските активности и спортски клубови во Струмица, изградба на фекална канализација во селата Дабиле, Добрејци, Просениково, Велјуса, Банско и други, развој на селскиот и манастирскиот туризам во општина Струмица. На сите граѓани им порачуваме да изберат дела. На 24 март ќе имаат можност тоа да го сторат, поддржувајќи го кандидатот за градоначалник Васил Пишев и советничката листа предводена од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Ви благодарам.